Вечерва во Агенда 35 ги анализираме новите трендови на пазарот на труд. Зборуваме за професиите од иднината, а исто така го опфаќаме и неформалното образование, преку кое младите можат полесно да најдат работа. Останете со нас. Професиите на иднината дефинитивно се врзани со новите дигитални технологии. Во светски рамки е пресметено дека висококвалификуваните дигитални работници во просек заработуваат 60% повеќе од оние кои воопшто не користат дигитални вештини. И кај нас е така, и во оваа насока се движат професиите на иднината. Истражувањето што деновиве го презентираше Институтот за добро управување и евроатлански перспективи даде уште подетален увид во тоа што сакаат младите за да останат да работат и живеат во Македонија. Сублимирано, тоа се повисоки плати, флексибилно работно време, поддршка за сопствен бизнис и европски квалитет за живот. Она што можеме да го заклучиме или она што јасно се покажува дека младите бараат подобро платени работни места, бараат можност за флексибилна работа, работа од дома, бараат европски стандард, услови за живот и бараат многу други важни прашања како што е грижата за животната средина, значи квалитет на воздух, како што се добри здравствени услуги, како што е добро образование и така натаму. Тоа се главните мотиви, доколку сакаме да успееме да ги мотивираме младите да останат во земјата, доколку сакаме да ги мотивираме да размислуваат не по секоја цена да се иселуваат и на крајот на гриштата, ако сакаме да имаме работна сила. Многу се разговараше за два генерални сегмента. Првиот дел се професиите базирани на дигиталните технологии, така наречените IT професии, каде што веќе и статистиката оваа година бележи над 82.000 денари просечна плата. Лани зборувавме за 70-75.000, оваа година веќе на почетокот стигна 83. И тоа е просечна плата, значи дека платите може да бидат и многу повисоки. Меѓутоа многу се зборуваше за оние останати важни професии, за најчиските професии. Дали зборуваме за водоинсталатори, дали зборуваме за тапетари, да не редам други професии кои што навистина недостасуваат и за жал се смета кај нас поради културата, поради општествените стеги и така натаму дека се неатрактивни. Напротив, тие не само што се атрактивни, туку се многу добро платени, дури би рекол дека многу често еднакво платени со овие дигиталните и се заклучи дека мора да се најде начин сите заеднички да работиме на тоа како и тие да се сврстат јасно во професии и на иднината. Секоја професија која што пазарот ја бара, ако биде избрана од страна на младите луѓе и се работи со страст, со желба, е професија на иднината и е нештото кое што секоја млада личност може да се реализира себе си. Во голема мерка барањата на младите се во согласност и со очекувањата на бизнис секторот, а заеднички се сложуваат дека државата и институциите се тие кои треба да овозможат современа правна рамка, но и да дадат директна финансиска поддршка која ќе ги стимулира младите да останат на домашниот пазар на работна сила. И тие, барем оние што учествува во рамки на самите активности на проектот, како штопански комори и компании се свесни дека недостасува работна сила, се свесни дека се менува пазарот на труд, особено кај младата генерација, и дека вештините и професиите рапидно и секојдневно се менуваат. Каде се согласија и младите, како идни работници или како сегашни работници, работнички и работодавачите. Тоа е дека државата мора да помогне и да направи добра легислатива, која што ќе излезе во пресед и на едните и на другите, а да даде финансиска поддршка онаму каде што треба да се поддржат младите луѓе, за да стекнуваат повеќе знаења, повеќе вештини, меѓутоа во исто време да се создадат услови за квалитет на живот во земјата, како би можеле да ги мотивираме младите луѓе да останат, бидејќи внимавајте, не одат сите млади луѓе затоа што немаат доволно финансиски средства и добра плата тука. Одат затоа што се незадоволни од квалитетот на живот, задоволни од воздухот, незадоволни од образованието, незадоволни од понудата на културни, спортски и други манифестации, незадоволни од степенот на недискриминација и степенот на човекови права, значи има различни работи. Така што државата мора да биде партнер и мислам дека тука се сложуваат многу, барем тоа го истакна, и најважно од се мора да се разбере, а бизнис заедницата веќе разбира дека ако не сакаме да останеме без работна сила, мораме да ги менуваме професиите и начинот на кој што тие можат да се вршат. Измените во Законот за работни односи се неопходност кои што треба да се усогласат со новите промени. Некои земји во регионот неодамна законски ја регулираа работата од дома, од далечина и преку дигитални платформи, нешто што е реалност во денешно време.
Дефинитивно корона кризата покажа дека може да се работи од дома, покажа дека може да се работи од далечина, покажа дека може да се работи флексибилно и дека најважно од се е да се заврши работата, нешто кое што долго време особено младите притискаат и бараат, барем поголем дел, меѓутоа многу тешко се случува. Јас не мислам дека треба да се сведеме на судир на два концепта. Што е подобро, што е полошо, мислам дека треба да има избор. Секоја личност која што сака да работи во фиксно работно време и во фиксен период или во канцеларија, да тоа биде овозможено, а од друга страна секоја личност која што сака да работи пофлексибилно, да работи од далечина, тоа да биде исто така можно секаде каде што условите го дозволуваат тоа. А како што короната покажа, значи има многу работни места или се повеќе работни места во кои што тоа е дозволено. Моментално законската регулатива е поригидна, меѓутоа една од новините која што ни ја соопшти лично Министерката за труд и социјална политика на еден од настаните е дека веќе во новиот закон за работни односи се подготвуваат измени во делот на работа далечна, во делот на флексибилно работно време, но и поддршка за фриленсерите. Нешто кое што младите исто јасно го побараа во рамки на овој проект. Така што верувам дека тоа брзо ќе го види светлото на денот и најважно од се, ќе даде избор, потенцирам, да не западнеме во замката дека еден начин на работа ќе ја заменим со друг, туку напротив да дозволиме многу начини на работа, се во интерес и на вработените и на работодавачите, а пред се на целото општество. Што понатаму? Ќе остане ли оваа анализа уште една од многуте анализи на хартија или конечно ќе видиме промени кои ќе ги задржат младите дома? Очекуваме акција веднаш. Овој документ кој што се изработи да биде всушност основата за различни мислења, меѓутоа и акција, да не се сведе само на дебата и повторно за 5 или 10 години некој друг да прави нов документ и повторно да констатира дека треба нешто да се промени. Значи прво и клучно ние очекуваме акција. Охрабрува тоа што и во Националниот совет во собранието и во владата веќе имаме доста добар прием и прифаќање на документот. Ние го предадовме и сакаме да видиме постапување во интерес на младите луѓе, во интерес на работодавачите, во интерес на целокупното општество. Кои се клучните препораки ќе ги набројам уште еднаш. Подобро платени работни места, вложување во дигитализација, дигитални професии кои што се едни од најплатените, вклучително тука и 0 данок за IT професиите, 0% данок, флексибилно работно време, можност за работа од далечина, квалитет на живот, кој што вклучува здрава животна средина, кој што вклучува квалитетно здравство, кој што вклучува квалитетно образование и многу други слични препораки за кои што секојдневно зборуваме, а мораме да им се посветиме. Со еден збор, освен акција, потребно да ја ставиме фокус на луѓето, тоа се во овој случај младите луѓе, како сегашни и идни активни чинители на пазарот на трудот, меѓутоа и на работодавачите кои што во целиот овој процес заеднички разговараа со цел да се изнајде решение. Општеството, институциите, односно државата мора да го покрие овој процес. Мора да го заврши бидејќи некако во потрагата по моќ, во потрагата по партиски соопштенија, во потрагата по кој ќе биде остан или ќе дојде на власт, изгубивме да разбереме дека ги губиме младите, остануваме без работна сила и немаме добри и јавни и други услуги за секој од нас затоа што нема доволно кадар или нема доволно соодветен кадар. Наместо да зборува француски јазик пред учениците во училиштата, дипломираната студентка на Филолошкиот факултет во Скопје, Тијана Цресензи, денес користи информатички јазик преку кој создава веб страници. Тијана одлучила да ја промени својата професија стекната преку високо образование со нови вештини од информатичката индустрија и не поради тоа што не можела да најде работа, туку откако сватила што на вистина сака да работи во животот. Само што завршив активно со студирање на факултетот, се вработив во една француска компанија и таму работев 2 години, па после тоа работев и во образовен сектор. И тоа беше навистина добро искуство за мене, одлични работни позиции, но некако не се пронедов баш во нив. И нешто не ме натера баш да останам и да продолжам да се развивам во таа професија, иако работев со француски јазик. Па така решив да се стекнам малце со некои нови вештини и почнав да истражувам што се нуди IT светот, конкретно IT сферата. И сватив дека UX UI дизајнот многу ме привлекува и сакав да се надоградам во таа сфера конкретно. UX UI дизајн мислам дека претходно се нарекуваше само веб дизајн, што е релативно нова професија на некој начин. UX значи на англиски user experience, што е
искуство на корисникот. Тоа значи дека во тој процес на работа се работи со истражување, со планирање, со организирање, односно истражување на корисниците и како да ги решиме проблемите на корисниците и како да ги задоволиме нивните потреби со продуктот, односно продуктот значи апликација, веб страна или некогаш и производ. Имајќи предвид дека одрала да го надгради своето CV со дигитални вештини, несомнено станала уште поконкурентен работник на пазарот на труд, без оглед што сега работи без дипломата од факултет, туку со стекнати квалификации преку така нареченото неформално образование. Најмногу се цени знаењето, без разлика, значи факултет, академија, курс, ти нуди некакво знаење и колку ќе го искористиш ти тоа знаење многу зависи од самиот ти. Колку ќе се посветиш, колку ќе се потрудиш, колку желба имаш пред се, тоа е многу битно и колку време ќе одвоиш на нешто. Така што сметам дека компаниите веќе го вреднуваат најмногу знаењето, поготово IT компаниите. Дипломата како диплома е многу голем доказ нормално дека имаш знаење, но исто така битен доказ е и знаењето. Факултетот е добра работа бидејќи се учи многу подетално и многу пошироко и поопширно, за разлика од академиите, но целта на академиите е да те спремаат доволно, да ти дадат доволно знаење за компаниите да можат да ти понудат пракса или джуниор позиција. Значи, академиите се пократко време, поинтензивни се и се направени за да ти да можеш во компанија дополнително да се развиваш. Колку за да можеш да се вработиш во нека компанија. Но друга предност на академиите, што се кратки и интензивни, е тоа што можат да се модифицираат многу лесно и да одговорат многу брзо на потребите на пазарот. Тоа значи дека доколку пазарот се промени и има некои други дополнителни работи што компаниите ги бараат, кај конкретно пример кај некој дизајнер, многу лесно можат програмите да се модифицираат, конкретно Brainster академиите ги прават тие работи, се модифицираат лесно, за да можат да одговорат на потребите на пазарот и студентите лесно да си најдат работа. Без оглед што немала речиси никакви претходни познавања за веб дизајн, тие навели дека програмите што се нудат во неформалните образовни центри лесно може да се научат и да ги направат студентите квалификувани работници за новите работни позиции што ги бара пазарот. Имав некои предзнаења, знаев Photoshop, знаев нешто Illustrator, со дизајн не сум се бавела баш многу, ама тоа се некои работи што не ми помогнаа баш за дизајнот. Скрос нови работи учев нова програма, учев нови методи, нови начини на работа, нови истражувања и сметам дека академијата дава основни знаења, ама притоа многу добро се направени програмите за секој да може да научи и од различни сфери и од различни дисциплини, за да може да се спои и да научи и да влезе во светот на дизајнот како почетник, но да има на крај успешна приказна. Се проценува дека годишно меѓу 2000 и 2500 луѓе се одлучуваат да се преквалификуваат, запишувајќи се на некој од образовните центри во земјава што нудат неформално образование. Стефан Смилјановски, маркетинг директор во образовниот центар Brainster, вели дека популарноста на овие академии, кои што нудат пократки специфични обуки од најмногу една година, произлегува токму од потребите на пазарот на работна сила, најмногу за професии од информатичките технологии. Има еден геп, да кажем, една дискрепанца помеѓу она што образовниот процес, формалниот го нуди и она што пазарот го бара. Успехот на Brainster пред се должи на успешното надминување на тој геп. Ние пред се нашите програми ги правиме во координација со индустријата, со цел да им понудиме онакви кадри како што тие бараат. Кај нас уште се задржани оние мислења дека мора да се има некаква диплома, некаков сертификат за да се добие работно место. И не кажувам дека тоа не е значено секако, но од нашите разговори со индустријата, она што многу е позначено и побарано кај работодавците и компаниите е да се има практично апликативно знаење кај кадарот. Еве јас ќе се земам себе си како пример.
Јас сум економист по професија и средното и факултетското образование и магистерските студии ми се во аспект на економијата и маркетингот. И во, да кажам, сите работни позиции кои што сум ги држал до сега, ниеден работодавец на интервју не ме прашал за дипломите, сите ми имаа прашано за што знам да работам и што имам претходно сработено. Со што и на самиот себе, нели, ми се докажа тоа дека пазарот пред се бара квалификуван кадар кој што, нели, може да ги пофати сите, не сите, него некои од работните обврски уште од почеток и по пат да се доквалификува во аспект на, нели, станување професионалец во специфичната област која што се бара. Смилјановски вели дека со овие вештини во делот на информатичките технологии, работниците се поконкурентни и на пазарот дома, но и надвор, особено што имаат простор да работат онлайн од каде било во светот. Според него, образовниот процес главно се фокусира на практична работа, додека само 1/3 од учењето е теоретско, а се стекнуваат повеќе вештини. Ние обрнуваме големо внимание на два аспекта на вештини. Значи, тука се пред се техничките вештини, за секоја од академиите кои што ги нудиме. Тука се, значи, ако е програмирање програмски јазици, ако е дигитален маркетинг, диджитал маркетинг, алатки, дополнително специфични техники, методологии и така натаму, но покрај тие многу е особено важно да се посвети внимание, и ние тоа го правиме, на меките вештини, бидејќи еден професионалец денес мора да поседува и, да кажем, способност за аналитичко пристапување на проблемите, работа во тим, како да знае да даде соодветно фидбек, но и да прими фидбек за неговата работа. Мора да има агилност, бидејќи се работи за области и, да кажем, индустрии каде што работите се менуваат од ден во ден. Така да многу е важно да се имаат и едниот и другиот. Значи, залудок е биде учење на некој програмски јазик ако ти не знаеш после како да испреговараш со клиент или заедно со тимот во кој што работиш за, нели, тоа конечно, да кажем, решение се создаде. Во време кога дигитализацијата брзо се развива, познатата максима "човек учи додека е жив" е особено релевантна во оваа сфера, односно потребата работниците постојано да се надградуваат за да бидат конкурентни на пазарот на работна сила. Дефинитивно IT сферата и сите професии во IT сферата се доста динамични професии и како сите други професии, нели, што постојат, можам да кажам дека IT секторот ги има најдинамичните професии, односно технолошкиот свет многу брзо се менува. Поготово сега, еве, имаме жив пример со вештачката интелигенција, појава на вештачка интелигенција, што многу ги размрда сите професии на пазарот и конкретно во мојот случај како дизајнер морам да научам јас како да работам со вештачката интелигенција, бидејќи тоа е тоа што моментално се бара на пазарот. Па така, дефинитивно, ако работиш во IT сферата, мора да се надоградуваш и тоа беше една од причините зашто сакав јас да бидам дел од таа IT приказна. Тијана денес работи во компанијата Анант Македонија, како една од речиси 20.000 вработени во целиот IT сектор. Просечната плата пак, во делот на компјутерско програмирање и сродни дејности, го држи рекордот во земјава и во декември достигна 88.000 денари месечно. Без сеопфатни планови за надградба на вештини и социјална кохезија, зелената и дигиталната транзиција ќе пропаднат, предупредија представниците на регионите и градовите на ЕУ за време на дебатата на Европскиот комитет на регионите на почетокот на февруари. Локалните и регионалните лидери истакнуваат дека недостатокот на вештини е закана за кохезијата и социјално праведната транзиција. Различното усвојување на вештини и преквалификација низ Европа е ризик кој може да доведе до недостаток и неусогласеност на вештините, што пак ја ослабува територијалната кохезија и го забрзува одливот на мозоци од регионите со слаби перформанси. Европскиот комитет на регионите повикува да се посвети особено внимание на улогата што ја играат локалните и регионалните власти во развојот на политики за обука, усовршување и доусовршување и потребата за нивна финансиска и политичка поддршка
за да се постигнат целите на ЕУ. Европските компании прават се поголеми напори за да најдат квалификувана работна сила, беше истакнато на седницата на Европскиот економски и социјален комитет, која се одржа минатата недела. Според проекциите, презентирани на дебатата, половина од европската работна сила треба да ги надгради своите вештини или да стекне нови за да остане вработлива, или пак да добие работа што одговара на компетентноста, односно нивото на образование. Затоа на Европа и е неопходна модерна и сеопфатна стратегија за вештини, што ќе им овозможи на работниците, компаниите и предприемачите да го задржат чекорот со радикалните промени на пазарот на труд, што ги донесе зелената и дигиталната транзиција. Инаку според истражувањето на Европскиот центар за развој на стручна обука и Европската фондација за подобрување на условите за живот и работа, спроведено во 2021 година, 3 од 4 анкетирани компании се соочиле со промена на потребите за вештини. Други проценки пак покажуваат дека 128 милиони европјани ќе мора да се усовршат и преквалификуваат за да останат активни на пазарот на труд. Во третиот квартал од 2022 година во ЕУ имало 3,5 милиони лица на возраст од 25 до 54 години кои неодамна ја напуштиле работата, односно ја напуштиле работата во последните 3 месеци и повеќе не се вработени, покажуваат податоците на статистичкото биро на ЕУ, Евростат. Повеќе од половина или 53,1% од овие лица ја напуштиле работата поради крај на договорот за вработување на определено време, а како втора најчеста причина за напуштање на работата е отказ или затворање на бизнисот од економски причини, со учество од 15,8%. Напуштањето пак на работа поради други причини е на трето место со 13,9%, а потоа следуваат образование или други приватни причини 9% и фамилиарни причини, болести или пензионирање 8,2%. Меѓу земјите членки на ЕУ во третиот квартал на 2022 година најголемо учество од 80 до 90% на лица кои ја напуштиле работата поради причини на пазарот на труд, односно завршување на договорот, добиен отказ или затворање на бизнисот од економски причини, во вкупниот број на лица кои неодамна ја напуштиле работата, е регистрирана во Италија, Унгарија, Грција и Шпанија. Со цел да се олесни слободното движење на работниците во ЕУ, функционира Европска служба за вработување, ЕУРЕС, во која се вклучени Европската комисија, Европската служба за пазар на трудот и јавните национални и други признати служби за вработување на сите 27 земји членки, плюс Норвешка, Швајцарија, Исланд и Лихтенштеин. Од самиот почеток во 1994 година, мрежата работи напорно за да на европските граѓани им обезбеди еднакви можности и покрај јазичните бариери, културните разлики, бирократските предизвици, различните закони за вработување и признавање на стекнатите квалификации. Денеска ЕУРЕС преку Европскиот портал за професионална мобилност им обезбедува на работниците и работодавачите информации и услуги за поддршка на вработувањето и помага во зајакнување на соработката и размената на информации меѓу нејзините членки. Преку бесплатната онлайн услуга за барање работа на Европскиот портал за професионална мобилност се нудат преку 4,4 милиони работни места, што е на пример еднакво на вкупниот број на жители на Хрватска и Малта заедно или бројот на жители на Рим и Будимпешта заедно. Од друга страна, 1 милион лица кои бараат работа имаат креирано и оставено своји биографии на порталот, а со тоа е овозможено да бидат достапни на 5500 регистрирани работодавачи. Соработката на ЕУРЕС со регистрираните работодавачи им помага на луѓето да најдат работа во скоро сите сектори, од здравство, трговија до угостителство. Следната емисија на Агенда 35 одиме со една исклучително важна тема – борба со корупција. Следете на